Почитувани, добро ви вечер. Добре дојдовте на првата изложба во Градската галерија при Домот на културата Иван Мазов Климе во ова нова 2017 година. И како што е редот, веднаш почнуваме со нешто моќно, Фукушима. Има преку 100 дела и целиот овој проект, малку подоцна. Добро вечер. Драго ми е ова моje престојување тука во Македонија, да бидам дел од вас, да бидам дел од ова наша културна манифестација. Јас ја заменувам така наречено Јаготка Темовска, која е преведувач на поетот, на јапонскиот поет Таро Аизу, кој ја напишал таа наша од Фукушима. Малку сум запозната со сета ситуација, затоа што она требаше да дојде, за жал не може. Морам да дадам извинување од нејзино име, да ја опростите што не може да биде присутна тука. Значи, она има припремено некои мали, така наречени јапонски поетски дела, тие се многу кратки, неколку ќе прочитам од неа, ако може, а потоа ќе прочитам мој дела. Значи, има она за 4 годишни времења, тоа е од поетот Таро Аизу. Значи, не се неизини, она само ги има преведено. Значи, снегот како што се топи, моја Фукушима, во спомен на моите родители. Пролет, реката што надоаѓа, тече со жестина. Во пролетна светлина се гледа од далечните планини. Тоа е една. Магнолија. Има она едно нејзино дело, тоа е поставено на задниот зид тамо, значи од поетесата Томовска. Магнолија е исто една песничка која ќе ја прочитам сега. После приклученината, како бели лампи, на темното небо во ноќта се појавуваат цутови од магнолија. И уште една. Една падна лист, мојот подарок за вас. Едно мало девојче се приближува, ги отвара двете дланки на еден јапонски јавор, црвен лист, уште жив. Делата се такви затоа што озрачувањето во Фукушима, многу луѓе и многу деца се заболени. И тие толку се радуваат да живеат во еден без цезиум, без никакви озрачувања. За жал, тоа не е уште можно. Толку од неа. Ви благодарам. Јас бидејќи не живеам тука во Македонија, повеќе песните ми се посветени и родолюбиви и на фамилијата. Ќе прочитам сега една родолюбива песна. Се надевам дека ќе ви се допадне. Македонска солза. Созна сега тие македонски очи бујни и претворија бразди во реки струјни. Замотана во сонцето со многу краци, а земја држам во растреперени раце. Како птица летнав и во туѓина појдов, те поздравувам земјо, јас тука дојдов. Со раскината кожа и во туша тесна, а во срцето ми удира носталгија бесна. Завртена со грбот кон мојата земја мила, животот стави болка во душата темна. Полека се влечам како силуета тажна, во скротени бури неподивост лажна. Денес е топло, а утре бројни солзи течат, во душата блискаат како остри сечила, а јас заминувам Македонијо, моја мила, незаборавено корени во душата си свила. Поминаа времења, а јас туѓа земја газам, колку би сагала сега, јас по тебе да лазам. Зборувам друг јазик, а тагата од срцето ечи, добро би било сега солза тага да спречи. И уште една од мене, пријателство. Заедно летнавме со крилјата на белата раширена птица, високо, во домот на етерот, заедно, ние, како пријатели. Сите рекоа дека е невозможно, пријателството не трае долго, сите рекоа разделбата е болна.
А ние заедно ги поминавме сите препреки, сите брани и летнавме над морињата и високите планини. Видовме како цвет во природа се облекува во сите бои во виножитето. Ние заедно така летајќи видовме море со сета своја длабочина која крие многу тајни. Видовме видик на Велеград, осветлен, завиткан, во свилена звездена светла. Ние надлетавме злоби, и непријателството и маки заедно, ние така, двајцата. И што остана сега? Од веровите, од злобата, од непријателството. А никогаш заедно летавме онака пријателски, поверливо. И кога мисливме, победивме, тогаш дојде крајот на нашето пријателство. Благодарам. Благодарам, Марија. Уште една наша сограѓанка, која што исто така не живее овде, живее во Германија, писателка поетеса, пишува на два јазика, на македонски и на германски, организира поетски читања, поетски дружења, поетски манифестации во Македонија, а сега почне и во Германија. Носител на титулата Поетска гравитација за прва награда за книгата Животот е поезија. Милица Паулус. Ќе ви прочитам сега една патриотска песна. Етно тркало. Моето име е Македонија, презимето Македонка. Со преврзани рани од минатото и со душа вдахната кон иднината ќе отрчам среќна. Песна македонска и благородна низ планини и рамнини да разлеам. Кога погледнам назад, знаме со крв од куршуми. Кога погледнам напред, поетите пеат. Пеат во лоното на зборот за мракот тогашен и светлината денешна, за етното тркало од Божијата рака која се тркала неуморно и македонски. Мала грудка земја си ти, Македонио, со голема плодност. Љубов се, по ливадите на срцата наши, и среќа се вее што ти постоиш. Те сака, Македонио, земја историска со крв исплатена и со неа во убаво име овековечена. Име не се менува. Моето име ќе биде секогаш Македонија. Благодарам. И сега втората песна се вика Црни волци. Душа не се фрла. Таа излегува сама. И тогаш кога си недоречен, и тогаш кога најмалку сакаш. Безумие ќе биде ако се спротиставиш. Расположи ги очите, нека се исплечат. Болките нека шепотат за себе, распореди ги да бидат послаби. Злобно и кобно завиваат и волците црни. Неподносливо е. Што ако зачекорам пред времето и асфалтот е послан со лепило црно? Едноличен е тој пат, се е црно, и асфалт, и волци, и душа што задржувам. Се уште не сакам да ја исфрлам. Нека боли и нека моли. Па нели душата излегува сама. Благодарам. Благодарам на нашите поетеси. Вака сега, значи, се враќаме на изложбата. Нашата Фукушима. Околу самата изложба и околу овој обемен, огромен проект ќе проговори организаторот Маја Кировска. Повели Маја. Добро вечер. Благодарам на сите за присуството. Околу проектот неколку кратки информации. Овој проект го започнаа двајца холандски уметници, Ед Хансен и Фред Ван Вели во 2012 година. На нивна иницијатива, значи, ликовните уметници твореа инспирирани од поезијата на Таро Аизу, кој што е јапонски поет, родом од Фукушима, кој што пишува за Фукушима пред катастрофата и по катастрофата, нели, цунамито кој што се случија таму. Од 2012 година, нели, изложба овој проект преку различни изложби со различни поставки, со голем број на учесници,
се одржува во повеќе земји, меѓу кои Белгија, Холандија, Португалија, Кореја и така натака. И еве минатата година на нивна молба, ви рекле, јас и мојата пријателка Јаготка Томовска ја организираме во Македонија. Прво изложба представивме во Куманово, потоа во Скопје и еве сега на покана на Домот на култура Иван Мазов Климе. Изложбата гостува и тука во Кавадарци, честни што сме тука. Ке видите, под сите дела има покрај името и земјата од која што потекнува авторот, под некои дела има и кратки песни, значи тоа е песната според која што авторот го создал своето дело. И конкретно на оваа изложба беа одбрани или селектирани беа 10 песни, ги селектираа самиот Таро Аизу и Ед Хансен и да кажем, им беше дадена задача на уметниците да творат според овие 10 кратки, така наречени гонјоши песни, кои што се работени, специфичен карактер имаат овие песни, работени во 5 стиха. Значи, меѓутоа и покрај тоа што ете таква задача имавме, им дадовме и слобода на оние уметници кои што сакаат да одберат и други песни од богатото творештво на Таро Аизу. Значи имаме, како што може да видите, имаме дела во различни техники, од слики, графики, фотографии, инсталации, објекти, видеа. И исто така, покрај делата на овие 80 уметници, беа поканати и 2 школи. Поточно сами се јавија на конкурсот кој што го распишавме. Едно школа од Холандија и едно од Македонија, од Куманово. Учениците од 2 паралелки твореа на оваа тема. Со овој, да кажеме, чин, сакавме да ги потикнеме и младите, да размислуваат на едни вакви до некаде ангажирани теми, обштествени, кои што не засегаат, и се надеваме дека тоа ќе поттикне кај нив и во иднина понатака да творат или да размислуваат на оние проблеми кои што нас не обкружуваат. Тоа би било околу изложбата. Поканувам сите да уживате.